Поздрав на сите, добре дојдовте назад на каналот на Благодуш. Едноставно ќе снимаме едно видео како влог, кој е на насловот, како што и читате на насловот, е вистината за мене, да. Значи, ќе ги кажам некои работи што сега никој не ги знае, па и моите најблиски другари, моите најблиски пријатели, значи не ги знаат, но јас веќе решив да ја кажам оваа вистина за мене. Не знам од каде да почнем. Татко ми доста од вас знаат дека е пејач, Рубин Благодуша, и исто е собственик на две фирми. Нема воопшто да должам, јас едноставно низ целиот мој живот во се што сум сакал да успеам, сум бил туркан надолу. Јас сум сакал да успеам, аз сум бил туркан надолу. Во се што сум сакал да успеам во животот, не ме поддржувале моите најблиски. Знаете ли како е, започнуваш со компјутер да работиш, се научуваш да го работиш како што треба, и едноставно во компјутерот секој дете има мерак да сними игри, значи да направи игри, да игра во компјутерот игри, да. И да ти велат, значи, леле зошто направи игри, што се глупираш со игри, веш мало дете си, ме разбираш. Инсталираш игри во компјутерот. И да ти велат домашните зошто игри го кочиш компјутерот со игри глупости, не инсталира игри, а што да правам јас, кажи ми, што да правам јас, што? Детството како да го поминам поинаку. Сега е такво детството, на компјутер се поминува детството. Од тоа малку растеш полека, научиш да преинсталирам компјутер. Преинсталира се прво да ти вели некој стварно дома, леле зошто преинсталира компјутер, само чепкаш некаде, само расипуваш, само нешто и да чини, значи скроз нештото и да е како што треба во ред. Да ти вика некој цело време да ти вели не чини нешто, не чини што го правиш, и да чини скроз и да чини, да ти вика не чини зошто го правиш ова, не треба да го правиш ова. Сакав многу да успеам со музика, со пеење, со татко ми снимивме една песна, потоа ми беше една како животен сон, животна желба да снимам повеќе песни и албуми се, и да успеам во музиката, значи. Откако ја снимивме таа песна, како да кажам, значи не можам и да се искажам како што треба, што овде се тоа ме лежи во срцето. Што ми лежи веќе со години многу една грудка овде во срцето ми лежи од многу работи. Откако ја снимивме таа песна, татко ми не ми рекол кога имало живи свирки и такви работи, ниту еднаш не ми рекол како што треба, ела дојди нати, запеј неколку песни, испеј како што треба, или повежбај се, или направи го ова, извежбај, или со години кога да речам да снимам друга песна, Стефан не си извежбан, Стефан рано тие, не знам како да речам, 18 години направи, рано ми. Да, 18 години направи ми рано, не знам како да се искажам наистина. Почнав со спорт, почнав со фудбал, имав многу огромен мерак ми се појави за фудбал, да играм и да успеам во фудбал. Што се глупираш, Стефан, со фудбал? Тоа се глупости, што се глупираш со фудбал, ти? Што се глупираш со фудбал? Не чини, фудбал не е фудбал како што треба, фудбал не дава пари, што се глупираш со фудбал? Дома пушташ, гледаш фудбал дома. Како го гледаш ова нешто глупости, значи, ова не можам да го разберам, како го гледаш ова нешто. Како го гледаш фудбал, како го гледаш ова нешто, не можам да те разберам, да ти се вели монсто кога и да пуштиш фудбал, како го гледаш ова нешто, ова се глупости, како го гледаш, не можам да те разберам, само тоа го гледаш. Не знам дали знаете како е да сакате цело време да успеете во нешто, да имате некои животни желби, соништа и хоби, да сакате цело време да успеете во нешто и најблиските да не ве поддржуваат, и да ве туркаат, да ви велат цело време, да ви трубат дека се што ќе почнете вие дека е глупости, дека а вие сакате да успеете во тоа фактички. Не знам дали знаете тоа чувство како е, али не знам што да речам, не знам како да се искажам. Веќе не можев до овде ми дојде, значи да не ме поддржуваат најблиските како прво, па потоа и другите во се што сум сакал да успеам, да не ме поддржуваат. Решив сам да се докажам дека можам да успеам во нешто, дека и самиот знам да бидам успешен во нешто, дека вредам нешто, дека значам нешто, дека можам да успеам во нешто. Започнав со YouTube Македонија, да, за да се докажам дека можам да успеам во нешто, затоа започнав да снимам на YouTube, за да се докажам дека јас можам да успеам во нешто, дека сепак сум човек кој има вредности, кој има своји вредности, може да успее во нешто. И замислете, нема што да не знам, може би ќе ве зачуди, може би и не. Стефан, тоа е глупости, значи се глупираш, значи и во YouTube од мене воопшто ни најблиските во ова што го правам и што снимам не ме поддржуваат, ни најблиските, ова се глупости за нив.
ова што го правам, што снимам се глупости за нив, значи не знам како да се искажам, веќе ми е преку глава се дојдено. Немате поддршка, еве јас и во YouTube немам поддршка од моите најблиски што треба најмногу да ме поддржуваат ова што го правам, јас ни од нив немам поддршка за ова моментално што го правам тука, што снимам. Да, почнав на YouTube, почнав да снимам на YouTube, да аплаудирам видеа за да се докажам дека јас знам дека имам свој вредности, можам да се докажам во нешто дека сум успешен и потоа YouTube ми прерасна мене во едно хоби што почна да ми исполнува. Јас не можам без YouTube, но сепак како е знаете вие да сакате да успеете во нешто, а некој да ве турка неблиските како прво да ве туркаат цело време и да не ви дозволуваат да успеете во тоа што најмногу сакате да едноставно не сте поддржувам во ова што го правите од никој, најблиските како прво најпрви тие што треба да ве поддржуваш, најблиските што ви се да ве туркаат, ете тоа мене ми се случува, мене најблиските не ме поддржуваат во тоа, во се до сега што сум правил па и ниту во YouTube. Единствените што ме поддржуваат во ова што го правам сте вие. Единствените што ме поддржуваат да во ова што го правам сте вие. И затоа ми значите толку многу и се трудам толку многу на YouTube, бидејќи јас низ целиот мој живот во тоа што сум го правил, сам што ми било хоби и животна желба сум немал никаква поддршка од никој, па ни од најблиските. И сега веќе кога конечно имам некаква поддршка од вас, вие сте единствените што ме поддржуваат колку и да сте 500-600 души, колку и да сте, вие сте единствените што ме поддржуваат во ова што го правам моментално јас. Што ви значи ова нешто, што го правам јас и што ви значи мојот труд, а и го гледате мојот труд. Не знам што повеќе да кажам, навистина не знам што повеќе да кажам, од се ми е преку глава, значи јас леп да немам да јадам, со можеби со никаква опрема, со ова моментално сега што ја користам, со никаква опрема, снимам со телефон Samsung Galaxy S5, значи можеби со ова никаква опрема да останам до крај, јас ќе докажам дека можам, ќе успеам во ова што го правам и ќе докажам дека имам мои вредности, па и никој нека не го цени тоа. Јас ќе докажам дека барем ако не за другите, за себе сум си нешто вреден и дека можам да успеам во нешто и во ова што го правам моментално. Јас како што се однесувам на YouTube не можам никаде на друго место да се однесувам така. Тоа е тоа, значи не знам што повеќе да кажам. Од се баш се ми е дојдено до кога некој да те поддржува во нешто што сакаш да го направиш, што ти е животна желба и што ти лежи во срцето. Не знам што ќе биде во иднина, дали ќе имаме подобра или поубава опрема или ќе останеме со оваа истата или со уште полоша опрема од оваа ќе снимаме. Јас ќе се докажам, ако треба и со полоша опрема од оваа ќе се докажам дека можам да успеам во ова што го правам и покрај тоа што никој мене не ме поддржува и што сум сам на ова поле, освен вие што го цените и што го гледате мојот труд што го правам, колку и да се 500-600 души, па можеби и помалку.